Бајколент. Аудио бајке. Сламеното мече. Зоки Поки има многу играчки. И моторен воз, и авион, и лимузини, и велосипеди, и трактор, и дигалка, и топки, и труби. Но најмила од сите играчки му е сламеното мече. Зашто сламеното мече може да го земе в постела, може да му зборува, може да му нацрта вистински солзи и мустаки, може и да го натепа. Сламеното мече може да изгледа како живо. И затоа Зоки Поки најмногу од се го сака. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остане в постела ако сака побрзо да оздрави. Но на Зоки му е многу здодевно в постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му го готви ручекот во кујната. Бабо, вика одеднаш тој, дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа наум дека Зоки ќе се открие ако му дозволи да си игра со мечето. Мечето? Се чуди таа. Па нели ти е жал за него, Зоки? Ако е до тебе, и тоа ќе се разболи од грип. Мисли Зоки, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, вика пак Зоки, дојди бргу ваму. Баба му доаѓа. Што е, Зоки? Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално исфрлено во аголот. Кашла Зоки зад нејзиниот грб, преправајки го гласот и вели: Слушаш ли, мечето кашла, настинато е. Па што да правиме, Зоки? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо. Така заедно ќе оздравиме. Добро, вели баба му. Но ќе треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие, тоа сака да оздрави. Но ти, ќе пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ќе пијам, вели Зоки и ги пружа рацете кон сломеното мече. Баба му го става мечето во постелата на Зоки. Но да знаеш, нема да се откриваш, зашто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ќе ти го земам. Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната. Зоки се жртвува. Стариот чичко доктор дојде да го прегледа болниот Зоки и при тоа рече: Ке треба да му ја испитаме крвта на Зоки. Па се заврте кон него. Ке дадеш ли малку да те боцнеме, а? Зоки се разбира нема поим што е тоа, но за да не покаже стравливо вели: Па, зошто не? И така го одведоа Зоки во амбулантата. Го одведоа заедно со неговото сламено мече, зашто Зоки не сакаше да се оддели од него. Па по патот му зборува: И ние не се плашиме од ништо, нели Менко? Да видиш што лесно тоа боцнување. Веднаш ке помине. И додека Зоки го стега мечето до своите гради, тоа кима со разнишаната глава, како да му потврдува. Во амбулантата ги дочека еден човек сиот во бело. О, вели, ти си тој Зоки, а? Та ние за тебе чувме многу нешта. Што сте чуле? Прашува Зоки. Па тоа дека си бил голем јунак. Не, нема да изложе Зоки. Тој ведно знае дека сакаат да го охрабрат за да не се плаши од боцнувањето. Не, овој чичко ништо не чул за него. И баба му така му вели кога му дава да пие од оние горчливи лекови. Но Зоки ништо не вели на тоа. Тој е, се разбира, готов се да поднесе, само чичкото во бело да не помисли дека е тој на вистина страшливец. Сега, Зоки, ќе бидеш ли мирен? Го прашува чичкото. Па јас сум мирен. Одлично, вели чичкото. Сега, Зоки, малку ќе те боцнеме со оваа игличка во некој од твоите прстиња.
Затоа ќе ми кажеш кој од твоите прстиња е најнемирно. Зошто? Него ќе го боцнеме, за казна. Нека знае дека и ти можеш да го накажеш што е немирно. Чекај, да помислам, чичко. И Зоки почнува да мисли. Ги гледа сите своји прстиња, но не може да се реши. За сите му е жал. Не, чичко, сите мои прстиња се мирни, вели тој. Не давам ниту едно да ми боцнете. Па нели си ти храбар, Зоки? Јас сум храбар, чичко, но моите прстиња се добри. Не сакам да ми ги накажувате. Чичкото размислува. Тогаш ќе го боцнеме твоето убаво и кротко мече, а? Мораме некого да боцнеме за да оздравиш ти, Зоки. Морате? Мораме? А зошто токму мечето? Па ти не ги даваш прстињата. А кутрото мече, иако е подобро од сите твои прстиња, треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти, Зоки? Не ти е жал за пријателите. Жал ми е. Ние убаво си играме со мечето. А ќе го боли ли, чичко? О, него многу ќе го боли, зашто е мече. И ќе ти се лути дека си го предал. Па може би и ќе ти се загуби некаде, намерно, за да не биде повеќе со тебе. Зоки гледа во чичкото неверувајки, но наскоро му ја подава својата рака. А овој брзо, само малку го боцна и се беше готова. Само толку? Прашува изненаден Зоки. Само толку, вели чичкото и се смее. Но одејќи за дома, Зоки му го покажува боцнатото прсте на сламеното мече и му вели: Гледаш ли? Мене ме боцнаа за тебе. Па сега внимавај, немој некаде да ми се загубиш, зашто тогаш ќе дадам да ти ги избоцкаат сите твои прстиња за казна. Да знаеш, јас се жртвував за тебе. Помни сега. Што е смешно? Многу нешта се смешни на овој свет. Да пукнеш од смеење. Додека надвор вее снег, Лидија и Зоки гледаат низ прозорецот. Лидија вели: Што е смешно овој снег, Зоки? И таа почнува да се смее, дуејќи ги образите. Их, што бил смешен! И се подбива Зоки и го поддржува нејзиното смеење. И за да покаже дека ја исмејува, и тој ги дуе образите како неа и престорено се смее. Но Лидија не се повлекува поради ова подсмевање. О, Зоки, вели таа, што е смешно она дете? Погледај го. Леле, што било смешно? Се смее Зоки и за да биде уште посмешно, додава еден нов вид смеење. Тој прави: Ху-ху-ху! А она дрво, Зоки! Ху-ху-ху! Ке му распукнат образите на Зоки. Лидија навистина смешно му изгледа. Таа веќе не може да дише од смеење. Зоки, Зоки, се загрчува таа. Сега и на Зоки се во ова му станува многу смесно. Тој ја гледа насмеаната Лидија и смета како река го зафаќа. Што ти е пак сега смешно, Лиде? Смешно ми е тоа ху-ху-ху. А мене пак твоето ха-ха-хе. О-хо-хо-хо. И тоа хо-хо-хо, што е смешно. Леле, Зоки. Лидија се превиткува од смеење, но сега и Зоки се превиткува од смеење. Тие се држат за стомаците и се смеат. А за да биде уште посмешно, Зоки се смее вака: Ха-хи-хи-хо, ху-ху-ха. А Лидија одвај без див му се приклучува. Хе-хи-ха. О, навистина, колку смешни нешта има на овој свет. Едноставно можеш да пукнеш од смеење, само ако посакаш. Новогодишна згода. Еднаш во годината доаѓа новата година. Тоа го знаат сите деца.
а тоа го знае веќе и Зоки Поки. Но тој дозна и друго, дека за овој весел зимски празник неговите родители се готови да му исполнат секаква желба. Ова особено го зарадува Зоки Поки. Тој ги викна децата од неговата зграда и тие заеднички искитија една висока елка во најголемата соба од станот на Зоки. Татковците им донесоа многу играчки, бомбони во светликава хартија и разни фигури што можеа да се обесат на елката. Но меѓу сите овие шарени дребулии, најубав беше чоколадниот Дедо Мраз, што децата го ставија под елката. Откако беше се готово, тие си отидоа дома и му нарачаа на Зоки убаво да ја чува на китената елка, зашто неговиот мачор може нешто да собори. А утре, токму на првиот ден од новата година, децата ќе дојдат овде и со убави песнички ќе го поздрават овој радосен празник. Зоки Поки сериозно си ја свати задачата. Ќе ја чува елката како што не чувал ништо и никогаш досега. Задача си е задача. А уште кога ќе ја доведат другарите, тука нема мрдалје. Вечерта Зоки побара да спие во големата соба заедно со шарената елка. Неговите малку се опираа, но нели за овој празник ќе му исполнуваат. Добро. Но кога утредента децата од сета зграда дојдоа под шарената елка, видоа дека големиот Дедо Мраз од чоколада ја нема својата нога. И почна неволјата. Драган, кој беше главатар на сите деца во зградата, се доближи до елката и убаво го разгледа Дедо Мраз. Потоа свечено рече: "Ногата е изедена. Тука нема грешка." Изедена? Се зачудија децата од оваа смелост на некој си неранијако. Изедена. Драган итро се заврте кон Зоки и свика: "Признај! Признај, признај!" Свикаа кон Зоки и другите деца многу строго. Зоки и така се плашеше помалку од Драган, зашто Драган беше некаков си извидник, а извидниците знаат да откриваат секакви тајни. А сега се исплаши и од другите деца, па се склупчи и рече: "Не сум јас. Нели нема да ме тепате? А кој е ако не си ти? Кажи, влегуваше ли некој овде ноќаска?" Влегуваше. Кој? Скокаа децата. "Мачорот Фигаро," прошепоти Зоки, но знаеше дека децата ќе му се смеат. "Та мачурите не јадат чоколада." Но Драган беше лут и никој не се осмели да се насмее. "Чекајте," рече тој строго. "Јас ќе го пронајдам крадецот, туку тешко нему." Сите деца му поверуваа, зашто во извидничкиот одред тој беше најдобриот во пронаоѓањето разни траги. Се наведна Драган до подот и почна да душка. Долго време ништо не кажуваше, а децата напнато очекуваа. Така душкајки, тој дојде до елката. И таму одеднаш застана. Држеше нешто во рацете. "Што најде?" прашаа децата. Влакна. Долги црни влакна, како од некое животно. Сите се исплашија. Какво ли пак животно било овде синоќа? На Драган очите му светнаа, но и тој зборуваше со шепот. Изгледаше многу сериозен и горд што ја пронајде трагата на крадецот. Но тогаш едно од децата се присети. Да не се тоа влакна од Фигаро? Јасно, на сите им олесна. Со Фигаро лесно ќе се расправаат, нека е само тој. "А ти, Драгане," рече едно од децата подсмевајки се правиш како лав да си уловил." Драган од ова многу се навреди, па налутено рече: "Ќе му покажам јас на тој мачор, коските ќе му ги искршам." И тој јурна кон вратата. Но уште не беше ни излезен, во собата се чу слаб гласче на Зоки Поки. "Немој, Драгане, мојот мачор не е виновен. Јас ја изедов ногата на Дедо Мраз." Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.